Добро вечер од студиото на подкаст Тоа е тоа. Вечерва продолжуваме со 8-та епизода. Во нашата 8-ма епизода ќе разговараме за многу актуелна тема за криптовалути, за NFT и метасвет, а за тоа нашиот гостин вечерашен ќе ни помогне, ќе не мотивира и ќе ги прошири нашите видици во тој малку поинаков свет. Вечер во нашото студио со нас на наше големо задоволство е Дејан Цветковиќ. Здраво, Дејан, како си? Здраво, супер. Фала на покана. Сакам да ти благодарам што ја прифати поканата. Како си, добар? Одлично, баш ми е чест да бидам дел од првата сезона на вашиот подкаст и се надевам ќе биде интересно. Верувам, за тоа си и повикан, за тоа ни беше скокотлива оваа темата што ти премногу добро ја разбираш. Пред да продолжиме со тоа што го најавивме, можеш да ни кажеш кој е Дејан Цветковиќ? Океј, Дејан Цветковиќ, 27 години, јас сум предприемач, се интересирам све што е поврзано со дигиталниот свет, сакам да ги видам сите трендови што се ни светот, да можам и да ги споделам со луѓето тука во Македонија и така. Од каде дојде до идејата за Држи вода, кога започна? Па пред 2 години ние видовме дека немаме некој успешен профил со ваква тематика кај нас. Баш кај информациите кои можевме ние ги споделиме, сметавме дека ќе бидат доста корисни за луѓето во Македонија и рековме зашто да не пробаме. Па тоа дека се многу корисни е факт веќе затоа што те следи огромен број на популација. Така да во добра насока го тераш, држи вода. Значи сепак држи вода. Држи вода мојата. Да. А сам го работиш ова, позади тебе стои некој ти помага? Со мојата вереница Сара го работам, двајцата го водиме и супер ни да сега за сега. Така. Поздрав и до Сара. Како што најавив моментално, најатрактивна тема која сите нас не интересира, кои што не сме доволно запознати, се криптовалутите. Можеш наједноставно да ни го објасниш тоа? Што се криптовалути? Да. Па криптовалутите започнуваат како да бидат форма на дигитална валута, дигитални пари. Додуша ние веќе на некој начин користиме дигитални пари, бидејќи нели све со картица онлайн се плаќа, се помоци кеш има. Но би сака да дадат некоја алтернатива, да бидат некоја алтернатива, да бидат некоја конкуренција на парите кои ги принтаат банките. Да не бидат под контрола на едно лице, на една организација, туку да бидат на некој, тие се децентрализирани, односно никој нема контрола на нив, масата одлучува колку тие ќе бидат вредни. Во спротивно со обичните пари каде што централните банки одлучуваат која валута колку ќе вреди. И сега како што иде времето, тие се повеќе и повеќе добиваат и други улоги, има најразлични проекти кои за да функционираат мора да постои нивната криптовалута. Значи почнува како пари, но се шири во другите сфери. Кога е започнато? Идејата за криптовалути постои можеби од 90-тите години, но технолошки не може да се изведе во пракса во тоа време, уште нема ни интернет, нели, тоа се почетоците на интернетот. 2009 година некој потпишан Сатоши Накамото на форум го има објавено кодот за биткоин и го креира блокчейнот на биткоин 2009 година и никој не знае дали е тоа една личност, дали е група на луѓе, нека организација, не знам, хакер или никој не знае кој е и што е. Така до 2009 почнува таа ера на криптовалутите. Добро, значи не е толку сето тоа ново, значи сепак се години веќе во прашање, да. Некако за нас се уште ново. За нас се уште ново, да. Обично добиваат они медиумско внимание кога некоја валута ќе порасне многу, нагло, или во некоја голема сума и тогаш медиумите ја шират 200, примерно, овие муабети се стандард во западниот свет, кај нас само доаѓа муабет која биткоинот ќе достигне некоја сума, па тогаш да видиме нешто на вести или ако иначе многу ретко кој споделува. До скорешно време кога се нели веќе почна и кај нас да се збори повеќе и повеќе. А што поточно е криптокопање? Криптокопање или мајнање тие процесот каде што се крира нова криптовалута, че секоја криптовалута или треба се крира некоја нова, а и вториот дел што е два дела, имениот е нова криптовалута крира, а вториот ги валидира сите трансакции што се направени со таа криптовалута. Значи јас кога копам биткоин, ги валидирам сите трансакции што се направени
Јас сум ти пратил на тебе, ти си пратил на некој друг. Тоа е едниот дел се прави со копањето, а вториот дел се креираат нови биткоини. Значи тоа ти е крипто копање, креирање на нова валута и валидирање на сите трансакции. Колку време како те заинтересира се тоа? Колку време веќе се занимаваш со крипто копање, со Па активно вака со инвестирање во криптовалути, не знам, година и по и нешто, може и скоро 2, додека за читање 2017 ме фати околу така кај нас тогаш дојде биткоинот достигна голема сума $20,000 прв пат тогаш и беше бум вест и тогаш викам дај да расчачкам да видиме што е. Сигурно има нешто зашто е толку. Дори го отвори видео за што станува збор и се повеќе те интересираше. Да, кога ќе навлезеш, мислам ако си некој што те интересира такви работи и само ќе ги гледаш како работи иновативноста, како се подобрува, како искачаат поинтересни проекти, едноставно иновативност е интересна да гледаш, пошто е сосема нова сфера, нова индустрија. И многу интересно. Различно од се претходно. Прочитав дека најмокниот копач на биткоини е произведен овој месец. Да, сега скоро го произведува. Мислам, ако не се лажам, дека е прв што користи ладење, водно ладење, нели новиве компјутери исто имаат водно ладење, ако не се лажам 41% е по-мокен, односно повеќе може да ископа отколку неговиот претходник што беше најдобар во свет. Добро, тоа значи дека се надоградува, значи некој веќе постојано работи на тоа за да стигне. Да, дефинитивно, че ова е се мултимилиардерски индустрии веќе во моментов каде што се копаат криптовалути и секој гледа на што може побрз компјутер да има и помокен компјутер. Кај нас малце доцниме вајда ние со информациите за крипто. Не, има и кај нас што копале уште одамна. Ама нема толку голем замав. Немало толку голем замав како што има последни, не знам, година-две. Добро, во Македонија постои некоја менувачница каде што можеш да смениш, да купиш? Има места каде што се менуваат, сега не знам колку се тие официјални, како, пошто немаме ние закони за тие работи, како тоа легално го оправдуваат, ами има. Има во Македонија може 7-8. Значи се шири веќе. Да, мислам и надвор од Скопје, у Скопје мислам само 2-3 дека има. И во другите градови има, да, дефинитивно. Кога читав за криптовалути, бидејќи не бев доволно информиран, сваќам дека се повеќе и повеќе луѓето ги скокот кога оваа тема, дека се повеќе се заинтересирани за криптовалути. Еве да се решам да сакам или некој од нашите гледачи да се реши. Со колку почетен капитал би можел сето тоа да го оствари? Најмалку со колку би можел да почне? Колку сакаш можеш да почнеш. Ти правиш онлайн новчаник, wallet, правиш, бираш која валута сакаш да си ја купиш, ставаш пари на wallet-от и ја купуваш. Мислам има криптовалути јадници долари што коштам, има и криптовалути што се центи. Значи не се ни долар као 0,5 децимали па 1, као за $1 можеш 10,000 да купиш од таа валута. Така да не си лимитиран, да мораш минимум толку пари. Сега колку повеќе пари вложиш, нели, можеш повеќе да ги. Добро, значи со минимални средства можеш да влезеш во тоа, ама сигурно не можеш да очекуваш па чуда. Не можеш да очекуваш чуда, фала Богу, да. Јасно. Добро, еве која е потребната сума за да направиш, значи, солидна опрема да имаш за искупување на биткоини? Можеш малце поопштено за тоа да ми кажеш, еве за секој што се интересира? Да, кај нас повеќе не копаат биткоин, повеќе копаат етериум, а копачите за етериум работат различно од копачите за биткоин. Тој сега што го кажа најмокниот, тие користат чип кој ги пресметува сите тие алгоритми за да се копа, додека кај нас е она стандард со графички картички што ги гледаме нели по телевизија што ги покажува. Тие се истите графички картички што се ставаат во компјутер, во лаптоп што ги имаш, значи буквално истата графичка картичка. Можеш и со една графичка, можеш со 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Така да само ти треба да ги склопиш. Тоа е буквално исто компјутер. Само што ти фактички кога копаш криптовалута, значи ова зборам за етериум, не за биткоин. Ти фактички го изнајмуваш твојот компјутер да копа некоја криптовалута, ги валидира трансакциите, да креира нова. Ти му го изнајмуваш на тој систем, на тој блокчейн и тој те наградува со криптовалути. Не е ништо посебно како кај нас што мислат. Можеш и ти со компјутер од дома да копаш криптовалути. Само што разликата овие што се специјални машини имаат по 4, 5, 6, 7, 8 графички картички во еден компјутер и тој се изнајмува на блокчейнот за да се копаат криптовалути. Значи сите што имаме дома, значи можеме, ама нема тоа да биде
Па, профи, нема да биде па и баш. зависи, нели, викам, зависи од графичката картичка, мора да ти биде дали ти е 2 гига, дали ти е 4, дали ти е 8, 16, има некои спецификации кои се потребни, ама генерално можно е. Добре, ако сега започнуваш ти со скупување на криптовалути или оти веќе си упатен во тоа, која мислиш дека е солидна сума за да започнеш? Значи, дали тоа станува збор... Значи, за да имаш солидно, да. Значи, да заработиш, еве, за период од 6 месеци, колку би добил и колку би сакал да вложиш ако сега некој ти дозволи. Еве, доаѓа некој ти вика колку треба, да ти дадам за да биде тоа баш добро средено. Значи, да имаш... Мислам, но овие веќе машини што се веќе ги има, се продаваат, се купуваат и кај нас ги има по нели Пазар 3, реклама 5 ги има. Не сум ги гледал скоро последниве некој период цени, ама беа околу 2.500 до 3.000 евра некаде по една машина, која што би требало за 6 до 8 месеци да си се исплати самата себе, 6, 8, 10, нели, зависи од која криптовалута, пошто ти која ископуваш криптовалута, ти имаш валутата, ти не ги имаш парите, ти треба таа криптовалута да продадеш некаде за да земеш пари, па да речеш сум си ги вратил парите. А не можеме да знаеме каква ќе биде цената за 8 месеци пример за таа криптовалута. Ти можеш секој месец да си ја продаваш, можеш да ги чуваш да ги продадеш кога ќе дојде некоја поголема цена на криптовалутата, така да зависи кога и ќе ги извадиш тие криптовалути, па не можеш точно да кажеш. Ти може ќе ископаш една паричка што утре ќе вреди пута 100 и ти за еден ден се извади. Ме разбираш, зависи од криптовалутата и зависи како ќе се движи цената и кога ти ќе ги продадеш тие криптовалути. Значи сепак станува збори за среќа некогаш или е сепак следење на... Ако може да се каже среќа, али можеш и ти да избереш кога ако ти сметаш дека некоја криптовалута во иднина би имала уште поголема цена, можеш да се одлучиш да си купиш машина која што би ти копала баш таа одредена криптовалута. Да, ма пак е тоа ако сметаш, значи ако сметам дека ова ќе биде, значи не значи дека ќе биде, значи не тоа е значи само дека ќе биде, фала Богу. Никој не може со сигурност да знае што ќе биде. Значи со 2.500 евра на пример би можел солидно да Некој почеток, да. Може. За да се надеваш на многу... Може. Самото тоа што кажа дека еве за 6 месеца би ги вратил и пак би ако би инвестирал. Значи така од тие 6 до 8 месеци е ова што се случувало скоро, ама ете сега во моментов кога снимаме се па многу паднати криптовалутите. Сега ако си ги продал, нема си ги вратиш може парите последните 6 месеци што си ископал. Релативно е, све зависи од криптовалутата и од цената. Сигурно познаваш луѓе што многу добро имоди, а сигурно познаваш и некој што па изгубил многу. Да, дефинитивно, мада повеќе се тие што изгубиле многу, не на тие што им оди добро. Добро, а што е тајната на тие, еве, например, се надевам и верувам дека ти си во тие што добиваат, мислиш дека има нешто, дека не е доволно пратат, дека не се доволно упатени, дека не е доволно читале? Повеќе фактори се. Први зависи за која криптовалута збориме. Бидејќи како што ти кажав се разгранија, има најразлични проекти од многу различни сфери. Идејата е еден фактор е дека ако проектот е добар, значи дека криптовалутата ќе добива во вредност. Второ, зависи какви информации се водат околу таа криптовалута, дали има некои вести, дали има нешто лошо се случило, кој тим ја прави криптовалута, значи треба си брз во добивање на информации. После луѓето обично гледаат светскава економија како се движи во Америка, што се случува, пример, многу луѓе предвидува кога добива стимулус за коронава добива они по не знам колку долари, дека ќе ги инвестираат во криптовалути и цената ќе расте. Има некои информации која криптовалута мора да има и доза среќа, да си меѓу првите. Повеќе фактори се, не е само таа едноставна формула и тоа е тоа. Сигурно верувам дека не постои формулата, ако постои формула би ми ја кажал, би му ја кажал и секој на секој ќе знаеме, еве конкретно за тебе, што мислиш дека е твојата формула за успех во тоа? Ако би можел да кажам, не е формула, ама еве некој начин така инвестирање, да. Би сакал да кажам дека ја тоа што го правам, гледам да ги купам криптовалутите. Многу луѓе не се трпеливи, сака да купат преку ноќ сакаат и не обрнуваат внимание пред тоа што се случило. Пример, многу луѓе знаат да ги изгубат пари кога криптовалутата растела 10 дена и тие тогаш да ја купат. И таа тогаш да почнува да паѓа.
Трпението кога ќе падне некоја криптовалута, а е тој добар проект, мислам дека тоа е добро време да се инвестират пари. Значи да е добар проект и скоро да има некој огромен пад, дали е 50-60%, како што сега се случува додека снимаме. Мислам дека има доста добар потенцијал сега да се вложи во добри криптовалути, пошто има секакви криптовалути. Добро, ама вложувам во криптовалута, расте и доаѓа до моментот каде што паѓа. Најпаметно е тогаш да се даде доека паѓа или да бидеш трпелив, да изчекаш и да падне па да чекаш да порасне? Или... Тебе најважен ти е моментот кога си ја купил и кога си ја продал. Ако си ја купил на $1, ако ја продаш на $2, ти си заработил $1. Ако си купил ти на една паричка нели за $1, ја продадеш за $2, фактички ти $1 си во профит. Ако си купил ти една паричка за $1, после 2 дена паднало на 50 центи, ти ако ја продадеш, фактички си во загуба 50 центи. Ако чекаш, можеби после 2 месеца ќе стане $5. Многу се важни тајминзи да кога купуваш и кога продаваш. Значи релативно е, не баш на тоа пак ќе се вратиме дека не постои формула. Значи, бидејќи ти кога ја продаваш на некој, мислам ти кога ја продаваш, некој од другата страна ја купува. И ти кога ќе купиш, некој ствари ти ја продава. Се ти мислиш дека цената ќе расне, тој мисли дека цената ќе паѓа и еден ќе испадне управо. Се надевам што почесто ти ќе бидеш управо. Јас се надевам. Да. Какви се тие блок награди што ги добиваат рударите? Да, па блок наградите се уствари трансакциите, нели рековме, креирање нова криптовалута и валидирање на трансакциите. Рударите се тркаат кој прв ќе ги најде тие трансакции, бидејќи тоа е кој прв ќе ги најде тие трансакции, бидејќи тоа е еден како дигитална мапа е да речеме, и ние сега трчаме по мапава со нашите рудари кој прв ќе ги најде. Тој што ќе ги најде трансакциите го добива правото да ги валидира и тоа добива, тоа се вика блок трансакција, уствари блокот е дата, многу информации кој на кој што му пратил. Тоа е блокот. И кој ќе го најде тој блок, ја добива наградата. Односно нови парички му дава, така се креира новата валута и таа му се дава како награда на тој што го нашол блокот. Почнувајќи на почетокот секој сам, значи збориме првите години за биткоин конкретно, секој сам си пробувал да го најде блокот трансакции. Им текнало луѓе од ќе се споиме во пулови се вика тие групи, јас ќе ставам мојата машина, ти твојата, ќе се собереме 10.000, еден ако најде од нас, сите ќе ја делиме наградата. И се така функционира светот. Не можеш да не си во некој пул, во некоја група, во која сите колективно гледате да ја најдете блокот на трансакција и да ја поделите наградата. Тоа станува збор за сериозни добри награди. Па конкретно ако ја најдеш блок наградата за биткоин е 6.25. Значи 6 биткоини е една четвртина од биткоин. Ако сам ти пробаш и ако ти ја најдеш, сите ќе ти ги дадат на тебе. Што е многу пари. Ама многу невозможно, скоро невозможно да се случи. Да, ама е добро да се стремиш на тоа. Не е технолошки, не е логично да пробаш. Најубаво е да влезеш ако веќе копаш криптовалути во некој пул и мислам и така се заработува, голем број на луѓе работат во пулот да ги скопа така да се исплати. Најубаво е така. Актуелно беше пред некој извесен период во трговски центар имаше исто искупување на биткоини беше? Не знам што имало искупување. Имаше некоја таква информација. Значи тоа е принципот на многу вложување и па не знам сега дали се копало, како се копало или не, ако сигурно тоа кошта за се направи и сигурно се заработува. Зависи колку време траело, мислам, не можеме да знаеме. Да, не, мислев дали си повеќе упатен од или нормално како сите го прочитавме, дали ти се тие информации, дали си запознаен повеќе малце со случајот, за тоа сакав да те прашам. Не знам дали имаш информација, мислам, зошто ММФ на Ел Салвадор им го забрани биткоинот како официјална валута? Мислам дека нема официјална информација. Не е официјално? Не, мислам дека има забрана, ама нема зашто има забрана. Јас колку што или ја немам видено. Не се знае зашто. Зашто тоа го сакаат, ама во Салвадор е легализирана биткоинот како валута, како што е кај нас нели денар евро, таму имаш и плюс биткоин. Да си пазариш, да си купуваш работи. А зошто би пречело тоа? Имаш некоја идеја? Па биткоинот и криптовалутите се директна конкуренција на банките и на еврото, на доларот, на јенот. И бидејќи они ги контролираат парите, централните банки, циркулација колку има, колку ќе вреди, инфлација дали ќе прават, колку ќе се принтат, додека ваму одлучува на еден начин народот. Тука е владата, тука е
народот и можно е да има во иднина се повеќе конфликти на помеѓу интереси. да, помеѓу централните никој- банки со На криптовалути. никој не би му одговарал од Па централните банки Па сигурно. ако не би ги прифатиле, ќе гледаат вајда, не знам, не можем да кажам, ама спротивни работи се, спротивни работи. Која е според тебе главната причина за ненадејните падови, скокови на биткоини? За биткоин или општо, па тие се тие работите. Може многу влијае пример економската состојба што се случува во некоја држава или општо во светот, бидејќи доколку луѓето немаат пари, зборам за реални евро, долар, такви пари, фиат, тие се кажат фиат пари. Докога немаат, можеби ќе сака да си ги повлечат парите што ги имаат во криптовалути. Јас ќе продам, ти ќе продадеш трет, четврт, пет, никој нема пари, станува паника, другиот ќе си рече, леле, почна паѓа, дај да продам дур со малку плюс. И може да се или пример ќе се слушне нешто за таа криптовалута, за тој сопственик или не знам у затвор ти што украл многу луѓе, ќе речеш чекај да ги извадиме парите и има многу фактори се исто као што се влијае врз цената за нагоре, така и за надолу има милион фактори. Не можеме па да кажеме една формула. Нема главна, ама се случуваат многу често. Се случува и многу да отиде нагоре, се случува и многу да отиде ама мислам дека најголем фактор се информациите што се вртат секојдневно за А информациите ти се достапни, треба само да следиш, треба да посветиш доволно има внимание. све на интернет, има што се вика во минути има. Ги имаш информациите. Значи ако некој доволно се посвети, ако доволно е Можно, присутен, дека може баш да навреме да реагира. Друго, од каде еве сега не знам, многу луѓе знам љубители на уметност, на спорт, од каде кај тебе дојде се тоа? Од каде провокацијата за да навлезеш толку во За финансии општо? Да, општо од и те зашто следиме, нели знаеме дека со финансиите ако имаш подобри резултати, нели колку повеќе знаеш, имаш поголема шанса за подобри резултати. А колку имаш повеќе пари, финансии, ти влијае во начинот на кој што живееш. Ти ако си фан на цртање, ако црташ, нели си се исполнуваш себе. Додека нешто знаеш што те исполнува, а и ти плаќа пари, мислам дека тоа е еден чекор плюс, барем ја така го сваќам. Може некој друг ќе се свати, а мене ми се интересни, поубаво живам кој имам повеќе пари. Фала Богу, мислам. како и сите, да. Особено е добро кога ќе ги споиш нели задоволството и Да. и профитот, тоа е веќе идеално и нема зошто да се запре. Дали треба да се сомневаме во регулативите на криптовалутите? Не знам како ќе биде во иднина, но сигурно ќе има некоја регулатива, како што ти кажав, тие се спротивни страни и да се прифатат да бидат дел од општеството, сигурно ќе има некоја регулатива, нема да бидејќи си имаат они кои што се добри имаат и лоша страна, бидејќи тие трансакции се анонимни, се не влагаат, не се плаќа данок. Може било кој што да купи, што и да сака, што работи што не се легални, може да се покријат мито, такви работи. Имаат и штетна страна. за жал да, ама времето ќе покаже Да, најверојатно ќе рекламирањето на криптовалутите најчесто е преку инфлуенсери. Во Шпанија тоа се регулира. Да. Дали сметаш дека во другите држави ќе почне? Зависи каква е, пример кај нас се збори дека ќе се легализира, зависи од државата до државата. Гледаш Ел Савадор си ги легализира, Шпанија не ги сака, исто во Кина не ги сакаат, имаше забрана за нив. Од држава до држава зависи. Не можеш да кажеш оваа држава вака ќе биде, тоа си одлучуваат нели владите што се таму. Да, ако веќе е во една држава, во уште една збором еве се случува во 10 држави, 15 веќе, сметаш ли дека е паметно веќе секаде да се пушти па да биде или функционално сите секаде? да ги прифатиме или сите не ги прифатиме. Мислам тука е ствар на конкуренција, пример ти ако имаш држава кај што се прифатени и кај што не се прифатени, а ти поседуваш криптовалути, нормално би бил склон повеќе кон таа држава кај што се прифатени, дали е туризам, дали е нели. Има и други сфери, многу се комплицирани овие теми за држави, дали ги прифаќаат или Да, мислам би било логично или да е секаде или да е идеалната, да, идеално или сите ги прифаќаме или не. Отидам во една земја, еве не знам, тргаш на север, во едната има, па во другата нема, па чекај кај има, па зошто нема, па прашање на време тоа како ќе се одвива, не можеш да предвидиш. Казахстан е главен центар за криптомајнингот. Па мислам дека не знам колку е точна информацијата дека тие луѓе што биле
многу влијателни во таа сфера, во криптомајнинг, имале многу капитал и такви работи од Кина како центар за тие работи. Откога ги забранија, мислам дека сите го пренесоа капиталот во Казахстан. Таму има сега некои случувања политички. Таму имаше преки на некои интернетот. медии, сега не знам, не сум навлезен што се случува, ама генерално знам дека така се збореше, тие што се од Кина све пренеле својот капитал во Казахстан, па и одма гледаш каде што се има огромни пари, политиката се меша и Добро, во се е вмешана политиката и најчесто они се заслужни дали ќе биде нешто. Да. Или се заслужни или се виновници за нештото. Добро, еве да не одиме до Ел Салвадор. Бугарија имаат веќе сериозно размислуваат за прифаќање со криптовалути за плаќање. Мислиш дека кај нас тоа би можело веќе кога во Бугарија, дали би размислувале веќе за кај нас? Ја како што гледам дека некои политичари спомнуваат и кај нас да се легализира тоа. Како ќе се легализира и како тоа све ќе се склопи да биде ефикасно, ефективно и нели да биде практично. Не знам, ама би било супер да го имам. Би било супер. Мислам дека тоа е бидејќи Македонија како Македонија економски, финансиски касни доста позади нели западен свет. Сите знаеме дека касниме, сме позади нив. Мислам дека криптовалутите се еден од начините кај што ние би можеле да доеме чекор во чекор со светот. Мислам дека да застанеме на потврсти малку нозе. Да. Добро, ако дојде веќе во Бугарија, верувам дека и кај нас веќе би, како што кажа, веќе размислуваат, зошто па да не. Јас сум за, па сега. ти верувам дека си за. Добро, еве си добро упатен во финанси, докато еве тебе да ти се даде можност да водиш економијата во државава, што би променил, што би направил тука малце ако можеш, оти знам дека си подкрепен добро. Не, мислам дека тие што ја водат најверојатно и се пообразовани, поискусни од мене. Да, ама секој си има мислење, да, нели? кафе муаве да го си правиме ако би ја воделе државата. Не знам, ние овие работи сега што би ги збореле, јас и ти колку се изводливи во пракса. Не, ама ако веќе ти се даде бире што ќе направиш за да подобриш. Во таков случај да, значи тоа правиме, разговараме за фантазирање, не дека ќе ми дадат или ќе ти дадат. Не, мислам сакам да ти кажам у смисла дека и да има некоја идеја што и сега на што имам таа моги да смени нешто, има и многу процедури легални, не нели толку едноставно да се направи некоја промена. Али ја еве да би ја подобрил Македонија во тој смисол. За стар би ставил PayPal, бидејќи немаме PayPal, само ние неколку држави во Африка и тоа многу смета да се прави. Не е смешно, ама да се заработува купа продава на интернет. Мислам дека треба интернетот до максимум да го искористиме. Како што има држава Естонија мислам е многу онлайн френдли држава. Мислам дека со интернетот можеме, бидејќи многу млади, ја даваме многу работната сила си оди надвор од државата. Мислам дека ако некој работи на интернет, работи од дома, нема да има потреба тој да иде во друга држава. Мислам дека треба повеќе се стимулираат помладите генерации да се едуцираат за интернетот, за можноста преку заработка преку интернет, професии што се бараат, дали е програмирање, графички дизајн, видео едитирање и така натаму. Значи едукацијата на тоа ниво, криптовалутите е некоја идеја. Да гледаме исто, немаме ние извоз на производи, немаме нели светски брендови што ги извезуваме надвор Македонија, повеќе увезуваме работи од странство, ама мислам дека интернет услуги можеме добар центар да бидеме за таа работа. Можеме и да имаме убави места, убави пейсажи. Многу е атрактивно денешно време, има дигитални номади, не знам дали си запознаен по светот, овие во Америка што живеат во Европа. Се зема лаптопот, работи онлайн, живее 6 месеци во една држава, 5 месеци во друга, 3 месеци од тој град. Мислам дека имавме во Маврово еден резорт што специјално имаше промоција за дигитални номади. Мислам така можеме да привлечеме повеќе туристи додека им даеме тука убави места, квалитетна услуга. Има некои начини да се направи, ама не знам, чекор по чекор. Во нашата држава и тоа како има убави места да им понудиме на странците? На почеток ја мислам дека, извини што те прекинав, првин треба да си го решиме ние проблемот што го имаме сега, што имаме корупција, што имаме, нели, парите што ги имаме ние моментално, да си ги изменаџираме поефикасно пред да гледаме како екстра нови пари да донесе. Па за жал, тоа што го спомна корупцијата се повеќе и повеќе за жал. Ни расте и некако не во недоглед ми е сето тоа дека нешто се мисли да се промени.
често на шала разговараме и викаме да може да се промени, нели скандинавци да ни донесат 3000 германци па некако да не, ако не ги расипеме и нив. Ако не ги расипеме и нив, можно е секај нас. Да, инаку за дека имаме што да понудиме на светот, верувам и сум сигурен дека имаме што да понудиме со наши ете Маврово го спомна преубаво, Охрид, Крушево, значи имаме одлични топ дестинации што уште и ние си ги немаме запознато во нашата држава. Так. Сега гледам актуелно има излегуваат често некои места што и јас не ги знам. Да. Да сакам да шетам, нели нормално како и секој човек што сака, и кога ќе видам некое место, ова е кај нас како. Многу убаво изгледа, да, како Македонија. Да. Затоа викам може и не сме доволно присутни на интернет со такви понуди и со такви атрактивни локации. Да, дефинитивно мислам дека треба до максимум интернетот да го искористиме, пошто тоа ти е не знам, врата до еден паралелен свет имаме, вистински имаме дигитален. Ако не си присутен, не можеш да придонесеш во и придонеси во другиот. Искористи можноста, не знам, без пари, без пари. Интернетот е нели месечно го плаќаш, ама можностите што ги имаш се далеку повеќе. Да. Јас познам и лично луѓе што работат преку интернет, најразлични професии, заработуваат многу. Од дома кој предава англиски, кој не знам програмирање. Било која професија се делумно многу добро платени. Дури се премногу во сооднос на овие професии што се, како да кажам, во вистинскиот свет што идеш на работа, не? Па да, во разговорите, и јас имам познаници такви, викат не гледам зошто би барал работа, дали професор имам другар, не гледам зошто би барал да предавам во некој училиште, кога од дома си работам, си имам одлична екзистенција, не ни размислувам вика на такво нешто. Така да се отвараат полека да доаѓа кај нас, мислам дека тој некој што би сакал да просперира, мислам дека тоа е добра насока да се информира што е можно повеќе. За среќа и младите се повеќе и повеќе се насочуваат кон интернетот и кон програмирањето во моментов е многу атрактивно за сите млади, така да не радува тоа, па може младите генерации што доаѓаат ќе променат многу работи. Има нели помлади генерации се они родени со интернет, они не биле пред интернет, па да уствари да сватат која е разликата. Да, растени со интернетот. Да, и мислам дека тоа е добро, мислам дека е добро. Мислам дека ќе биде подобро. Па затоа викам токму поради нив верувам дека они може да променат во оваа насока ти што ја спомна, затоа што искрено сега нели те слушам, ама да, се согласувам затоа што верувам дека може да ни помогне тоа за луѓе од страна што немаат доедено, што никогаш ја немаат видено Македонија на картата. Туристички, нели? Да, ама е одлично вака како некој да размислува на таа тема. За НФТ и метасвет. Добро. Нешто за тоа да ни појасниш? Метасветот е уствари име за некои дигитални светови, за сега се користат во игри, они како што си има нели свет во денешниви игри, не знам, Fortnite си постои некој свет таму каде што луѓето си прават најразлични работи. NFT-њата се генерално како да кажем, тие се токени. Ајде да речеме криптовалутите се пари, представуваат пари. NFT-њата представуваат предмети, објекти. Сега да се представуваат слики, може во иднина ќе представуваат документи, може во иднина ќе представуваат имот. Наместо како што сакаме хартиените пари да ги замениме со дигитални, така со NFT пример хартиените документи ќе ги направиме дигитални, или дали се документи, дали се карти за патување или било што предмет, дали е слика, предметот да се направи да биде нешто го представува во тој дигитален метасвет. Тоа е поентата на NFT-њата, да можеме дигитално да ги движиме, да го движиме сопствеништвото на најразлични предмети. Да, како може да се заработува од NFT-еве? Исто како што од криптовалутите го купуваш за поевтино, ќе се го продадеш. Си чекаш па да го на чистиот принцип. Мислам најновите проекти за NFT има некој ако го чуваш NFT-то, не го продаваш секој месец ти стига некои работи дома, дали се награди, дали ти даваат пари секој месец. Има иновација, веќе дојде и до иновација во тоа поле. Те мотивираат да го задржиш, да не го продаваш. Те мотивираат да го задржиш, да. Баш. Има некаква конекција со криптовалутите? Па да, сите трансакции за купување и продавање се со криптовалути. Значи, тоа е еден... За да купиш ти NFT треба да платиш криптовалута. Или ако сакаш да продадеш, некој ќе ти плати во криптовалути. Дали може би е, не знам, уметноста во иднината NFT? Дефинитивно. Веќе е таму, има веќе доста бендови
што почнува да работат. Бендот, самиот бенд, ние сме во еден таков проект, баш со еден бенд од Америка, каде што ако го поседуваш NFT-то, има нели различни видови, една од видовите од нивните NFT пример, ако го поседуваш, бесплатно цел живот можеш да идеш на нивни концерт. Само покажуваш дека е твое, си лагаш на концерт. Исто дистрибуира сега скоро и за конкретно за овој проект, Добро, дистрибуираат. Карти за концерти, нели, ако имаш барем едно било какво NFT, ти доаѓаат гратис две карти за концерти. И што мислам многу интересно, многу се осеќаш, не знам, забавно да ти стигне да се купил сликичка, да ти стигне дома гитара пример од бендот. Буквално и да до таму и мислам дека се многу напредни овие артисти пеачи. Мислам се повеќе оваа година ќе се појавуваат. Го следат трендот во текст со дефинитивно. Како до успех и до заработка од NFT? Ако треба да почнеме сега, што мислиш дека е? Да си најдеш, според мене ова моја некоја стратегија, си најдеш некој верификуван артист или некој успешен познат и да гледаш да си меѓу првите што ќе може да ги купат. Пример, обично тие се лимитирани, само 10.000 се или 99.999, некоја бројка си стават интересна. Да си меѓу првите што ќе купат тие. И мислам дека не можеш да утнеш. Само треба да се посреќа да си во првите. Обично ни даваат предпродажба на дел од фановите и си бараат најразлични услови, дали да ги промовираш на Инстаграм и Твитер, дали учествуваш во giveaway, дали пример од 10.000 NFT-ња, 7.000 ќе може да купат 24 сата пред цел свет. И само тие 7.000 се ексклузивни, ако можеш да дојдеш на таа листа, white list се вика, бела листа на македонски. Мислам дека не можеш да утнеш. Последно каде што пробував да влезам на бела листа беше на Ози Осборн. Нели он е легенда, метал легенда, рок метал. И беше цената ако си на белата листа во долари, да речеме $300 да го купиш лилјат Симон. А сега во моментов од кога заврши светоа, најефтиниот лилјак е преку $3-4,000. Значи збориме за период од 2 недели. Од 2 недели на 300 од 300 до 3000. 3000-4000 тоа најефтиниот, пошто у тие 10.000 како што ти кажав, дел од тие ти следува нешто. Како ваму што ти кажам, може да ти пратат гитара дома, дел, нели некои ти носат, некои тие нефтиња се поретки од другите и тие ти носат некои придобивки во истинскиот свет. За тебе ако ти се паднало некое што е уникатно, што е само едно, најретко од сите, че зборим имаат луѓе што продаваат по $500,000 нефтиња, по 400,000, по 300,000, значи ненормални суми се продаваат. Сериозни суми. Премногу сериозни суми. Ако се обратам, јас било кој од гледачите, кој совет би ни го дал за инвестирање? Во што би требало да ни дадеш совет да инвестираме? Во нешто што е можно поише информиран, дефинитивно. Не знам, не е логично, не е паметно да ги ставиш парите, не знаеш кај ги ставаш. Информација, да си информиран и да си спремен да ги изгубиш тие пари. Не да ги изгубиш, ако ги изгубиш тие пари да не ти смени на начинот на квалитетот на животот, да не ги ставиш последните пари. Ако си без нив утре си на улица, да ја се чукаш главата. Че некои пари што можеш да си ги изгубиш, чита, информирај се, барем сега све има со еден клик на Google и отпосле стај си ги парите, пошто работиш за тие пари, што се вика се потиш секојдневно да ги фрлиш туку така на слепо што се вика, не е памет. Барем според мен. Значи најубаво е заштедени пари. Пари што може да си ги изгуби. Како си ги, дали си ги заштедил, дали не знам, се зависи од човек до човек, нели. Од тоа што те пратиме, гледаме дека даваш совети, мотивациони говори имаш како до штедење пари, спомнавме. Да, мислам ја тие работи нека сум ги измислил, тие си постојат со години. Не, тоа се твои мислења, си ги читали. Да. И даваме некој персонален осврт на тие теми, али за штедење, како би заштедил повеќе? Да, совет ете за штедење на пари од сето тоа што си веќе доволно информиран. Да, ако би сакал да заштедам повеќе или некој ако сака, ја би советувал да си симне апликација за следење на своите трошоци, за буџетирање. Купиш нешто, било што, запиши си таму, купив чипс. Мислам зима тие све се направени оптимизирани за храна, колку пари си трошил за патување, за сметки, за вакво. И од кога ќе видиш ти каде ти одат парите, ќе сватиш каде можеш ти да заштедиш.
и како можеш, пример, леле многу пари сум ставил месецов, трошам, не знам, по кафани трошам многу пари. А може би без тоа? Простор да заштедам или нешто друго. Друг многу битен фактор што мислам дека малце се збори кога е за штедење. Многу луѓе се фокусираат да трошат помалку, пример некоја си сума на пари им стига месечно, како они да си зачуваат дел од таа сума и многу енергија и фокус на тоа се дава да скратам ваму, да скратам онаму, а многу малце се дава фокус на како тоа да зголемам таа сума месечно. Значи ти можеш повеќе да заштедиш ако и повеќе заработуваш. Наместо да се фокусираш како да не трошиш пари, фокусира се како повеќе да заработиш пари. Мислам дека тој дел повеќе треба се разработи кај секој поединец. Да си размисли, ја имам толку пари, сега нема да јадам ова пошто е толку скапо, нема да идам оваа струја пошто тоа е поевтина или не знам што. Фокусира се како повеќе да заработиш. Мислам повеќе треба на тоа да се обрне внимание. Да, за овој пример што го кажуваш, нели дека треба да си најдеме уште едно изворчете, да го наречам. Тоа е можно повеќе. Да, барем уште едно, нели, за да можеш да си подобриш условите за живот. Често додека бев студент, пријатели, познаници у Америка одат, нели, работат, викаат работев 2 работи за да заработам повеќе. А кога сме овде, кога сме дома, се задоволуваме со една работа, не размислуваме на втората. Да, лимитот ми се 8 сати од денот и да, и толку и вика, не, јас работам, толку ми се платите. Добро, со нашите плати, нели, колку можеш со една плата е 2 месецот го тераш барем просечно, е така се мачат луѓето. Втора работа дали е се подобриш вештина да смениш комплетно работно место, не мора да е втора работа. Ако не мора ти да земаш пример, лупам се 20.000 плюс 10.000, ако можеш да најдеш работно место, инвестирај со парите да се едуцираш да бидеш на некое работно место што плаќа, не знам, 50.000 денари. Не мора да биде и втора работа, битно надгради се да бидеш повреден да бидеш, да некоја те плати за нешто. Мислам дека да. И кога ќе отидеш кај работодавец, речеш не вредам повеќе, нема да работам за овие пари, ќе барам нешто што е подобро. Нормално, ако стварно вредиш така, нема зашто да не ти се освари. Кои се за тебе знаците дека треба да се паузира тоа што го работиш или во тоа што го инвестираш? Кога веруваш дека е кој е знак што вика не, доста е, треба од ова да одморам или да се насочам на друго или да земам одмор неплатен или па веќе како ти доаѓа, мислам дека тоа е прв знак, вајда, не знам. Не сум 100% сигурен, не ми дошло до сега па да ти кажам од лично искуство, али ако веќе ти е смачено и го правиш без желба и мака ти едноставно, кога ќе ти текне утре што треба да правиш, можеби треба да разгледаш барем дали има алтернатива. Ако не го сакаш веќе, ако си го сакал некојаш, а веќе не го сакаш, сигурно има нешто, може се направи грешка. Кога легнуваш и когаш треба да одам на работа, треба станам утре. Мисли нешто баре друго. Пробај, не знам, пробај. Дали у тебе проблемот, дали у работата, дали у нешто друго, често и во тебе проблемот. Можеш повеќе, а не те мрзи или не си мотивиран, да, немаш амбиција. Мислам дека генерално секој може. Каква жртва, од што треба да се откажеш за да стои позади тебе името успешен? Не знам, не сум ја баш толку успешен па сега да кажам што да се откажа, али да речеме релативно успешен си во тоа што работиш веќе. Да. Те следат многу луѓе, веруваат во тебе, ние сме те викнале за да те прашаме затоа што веруваме дека тоа што го зборуваш е да. Генерално ако би можел да кажам, време треба да се откажеш, бара време. Дали е во едуцирање, дали е во работа, си бара време, бидејќи ако ти работиш 10 сати, некој работи 15 сати, евентуално прашаме време кога ќе те победи. Веќе не си само ти што сакаш. Илјадници луѓе, милиони луѓе во светот што го сакаат истото што ти го сакаш. Така ти мора најдеш некој начин, дали повеќе време ќе посветиш, дали ќе бидеш продуктивен во тоа време што го работиш, дали ќе си скратиш на дружба со пријатели, нели, индивидуално, не можеш да кажеш направи го ова и ќе бидеш успешен. Се зависи кој во каков момент во животот е и од што може да се дозволи да се откаже. Прочитав кај тебе, не знам пред колку време имаше, мислам, фотографија некоја ставена, за најчесто дека се вадиме на тоа, немам време. Немам време се да постигнам. Имаше ставено едно добро стокмено, толку сати за тоа, толку сати за тоа, толку сати за тоа. Тоа беше само како пример, дека има време. Дека најчесто ние си наоѓаме изговори. Немам време за се да постигнам. Ти види, мислам тие се повеќе влагу психолошки вакво сектор. Ти не сакаш да признаш дека у тебе проблемот и самиот си наоѓаш изговори и немам време и ти е како
мир, под мир си, немам време ради тоа. Да има време што чудо ќе Или ако направи. кажеш како би имал време, треба веќе да почнеш да размислуваш како, што, и тоа е повеќе те заморува, повеќе бара од тебе од него, откога си кажеш немам време и решен ти е тој проблем, си став X. Најлесно е така? Најлесно Се откажуваш да од кажеш. другото. Да кажеш не можам или не. Совет за некој 18-20 годишник кој сега се бара каде, што, зошто. Да, дефинитивно било што поврзано со интернет едукација, криптосвет, метаверс свет, тие се за нив баш се иднината, мислам и за нас иднината, ама за нив се ептално ќе живеат во свет каде што мислам дека таков ќе биде светот каде баш како на филмови ќе има и таков свет. Паметно ќе биде да се информираат што е можно. Повеќе да се посветат Да, на... дефинитивно. Информации во таа смера. Како близок пријател, на пример, ако има бизнис, како да го помогнеш бизнисот на твојот пријател? Ево од твојата дистанца, од твојата работа. Кажи добар збор на некој. Значи, промовирај го на некој начин. Биди му клиент, не барај тој да ти даде попуст или да ти даде бесплатно нешто или ти треба да си првиот што ќе му дадеш потпора, бидејќи бизнисот без дали ти е пријател или не, без пари да стигаат, без приходи, не, тоа му е основата, ако нема пари, тој бизнис ќе пропадне без разлика кој го води. Така да гледа да најдеш некој начин како би му помогнал на него да има поголем приход, да може да си го развие бизнисот, дали е на интернет ќе го споделиш, дали ќе кажеш на некој, дали ти ќе појдеш, дали утре ако му затрeba нешто ќе му се најдеш. На било каков начин, само сака ли некој бизнисот тера преку финансиите, така да гледаш што може да му помогнеш од тој сектор. Ако е веќе во бизнисот, се надевам има финанси. Па би требало, да, фала Богу. Како до заработка на пари, ете во 3 чекори. Од 3 чекори? Да. Чека, имаше една поговорка што многу ми се допадна, вика најди потреба, исполни ја. Најди желба, дади ја, така нешто беше. Во смисла беше, дај му на некого нешто, зашто е спремен да ти плати. Најди некој, види што сака и дај му го тоа. Само да не се пари. Пример, јас сум гладен, сакам бурек, ти ќе ми направиш бурек, ја ги дам пари. Најди нешто некој што сака и дај му пари. И обично тоа се или желби или потреби. Или имаш потреба на нешто, или имаш желба за нешто. Само ти биде од другата страна што ќе го дае тоа. И не можеш да сгрешиш. Колку повеќе луѓе им на повеќе луѓе или колку поважна е таа потреба или таа желба, колку е поголема, толку можеш поише да заработиш. Како мислиш дека успешните луѓе, милионери, како мислиш дека ги менаџираат своите финансии? Милионер, како толку многу пари, како ги менаџира тие финансии? Па мислам дека они имаат пристап до некои информации, ајде што немаме пристап. А они многу го движи светот информациите во денешно време, мислам. Они може да донесат поквалитетни одлуки ради тоа. Баш кај они имаат тимови, не седи како ја си ти дома сам на лист што ќе правам со пари, они имаат луѓе од различни области, они се поврзани со други милионери и богати луѓе кои секој од различен сектор, секој може придонесе, си имаат нели клубови, голфови, Живеат во таков свет. Тие имаат друго обкружување, обкружувањето им е мислам клучно во таа тема. Мислам така они носат доста ефикасни одлуки. Оти спомнавме и за нашата држава. Дали ние имаме нормално голем дел од популацијата која станува во 12 на пладне? Кога мислиш дека стануваат успешните луѓе? Па сите го знаат одговорот кога стануваат. Сите стануваат рано, знаат дека денот. Мислам, они се по бизнис ориентирани, сите бизниси почнуваат да функционираат 7-8 сат, са бајле берзи, ако бркаат 9-10, зависи која временска зона. Мора да биде он спремен да го фати денот од почеток и тоа е реалноста. Како сакаш врти го, тој што ќе стане у 7 сат са бајле, ќе има предност од тој у 4 попладне што ќе стане. Са бајле? Чекор напред. Чекор напред, да. Можеш да препорачаш филмови на некој иден предприемач што мора да ги изгледа? Филмови? Па има најубаво има три одбери ако можеш, ако ти текнат. Ако ми текнат филмови. Да, конкретно ако ти текнат. Без кои не би требало ни да почнат да. Да, че се не знам дали ќе ми текнат на имињата, ама пример, може да кажам што се случува за Рей The Founder се викаше, како Макдоналдс започнува. Лично се повеќе биографски филмови. The Founder е добар, Big Short е добар за 2008 кризата, човекот што предвидел никој не му верувал. Трет филм, нова тема не ми текна се.
книги, знаеш? Книга Богат татко, сиромашен татко дефинитивно секој мора да прочита според мене. Многу лесна книга, баш е како за прва книга на таа тема. Лесна за читање, не е многу голема, не знам 200 страни, не е ни скапа. Се чита еден здив. Се чита еден здив, мислам дека многу луѓе и што сум зборил, што сум ја препорачал, и мене ми ја препорача пред 2-3 години и можам да кажам дека многу подобро ми тргна животот од кога ја прочитав. Ти ги промени размислувањата, ти ги прошири видиците. Дефинитивно, ја мислам нема еден човек, еве нека коментира, ако има еден човек што ја прочитал книгата, а не бил позитивно, нема некој позитивно искуство од нејзин. Ја мислам нека нема. Секогаш е добро такви работи кои ќе најдеш, кои ќе прочиташ, кои ќе те мотивираат. Затоа и те прашав нормално луѓето што ќе гледаат и младите најчесто секогаш бараат нешто што ќе ги поттикне. Оти сме малце во такво општество, нели, каде што мора некогаш да негативно општество. Разговаравме, нели, за секој проект што и да правиш, што и да снимаш, најчесто е се негативни коментари, да. Да, но ти полесно е да плукаш отколку да создаваш нешто за жал. Кога сме кај да создаваш нешто, како до свој бизнис, како да започнеш свој бизнис? Па генерално ти треба идеја, нели, како што зборевме, најди нешто за кое што некој ќе ти биде спремен да го плати. Барем кај нас не е многу тешко да се отвори, збориме за Македонија. Лесно да се отвори, туку после за затварање е тешко. Па да, за затварање може се а не дај Боже дое до затварање. Да се спремиш што е можно повеќе, значи збориме за сите детали, дали од почнување до начин на функционирање, до цени, до да бидеш ново нешто на пазарот. Не мора да бидеш, таква има некоја заблуда дека мораш да бидеш нешто ново. Не, можеш да бидеш нешто ново. Нови се овие што се мултимилионски, мултимилиардерски, е многу тешко да бидеш нешто ново. Многу е тешко. Многу е тешко пошто сигурно има некој во Америка до сега што му текнало. Тешко е топла вода да се измисли. Тешко да се измисли, а и да си 10, 20, 50 во нешто, ако си добар, можеш многу да заработиш. Во било која индустрија. Дали е технологија, дали исхрана, туризам, нема врска. Ако си добар и да постои топла вода со години, мислам дека нема да имаш проблем. Ако нештото што си го решил да го работиш, само треба да бидеш. Ако си добар, ако си квалитетен, нема пазарот доаѓа кај тебе, не го интересира ти дали си прв, ти беше прв, сега ја ќе имам кај тебе, овој седми нема да имам, ако си подобар. Ако ти имаш поубав хамбургер, ќе ти сега отвориш сендвичара, нешто што постои со декади наназад, го имаш најобавиот сендвич, ја ќе дам кај тебе. Нормално, кога отвараш веќе нешто, треба да гледаш да бидеш секогаш, нели, подобар од тој што си бил претходно, не знам, ако си бил, спомна за хамбургери, го јадам, размислувам како да направам нешто подобро, нешто поубаво, така да сигурно напред ќе одиш. Да, и со иновација и его на страна да прифатиш и критика и како мислам и те се повеќе лични, да, оти најчесто конструктивна мисле. Да, оти критики ко критики. И мислам да или како личност треба да си поотворен за бидејќи зависиш ти од тоа од другата страна што ќе кажат или што од нивните пари зависиш дали ќе ги дадат кај тебе. Клиентелот, да. Многу битна работа. Ги спомнавме успешните, милионерите, нели, како функционираат. Зошто мислиш дека сиромашните остануваат сиромашни? Затоа што се мрзливи, не знам. Не мислам дека имаат неколку фактори да издвојам. Прво е што мисла дека не е можно. Тука ставаат лимити, како што ти кажам, не размислуваат како би било тоа можно, туку имаат решено дека тоа не е можно и заради тоа не преземаат некој чекор понатака во таа смера. Второ, мисла дека самите како личности дека не се доволно вредни. Каде бе јас сум од тоа и тоа место, со средно сум, кај јас ќе направам тоа и тоа. И пак си ставаат лимити на такви некои начини. Немаат само доверба, исто околината им смета никој не сака да биде виден дека почнува од нула. Мислам дека тоа е многу страшен фактор, да те видат дека ти почнуваш најблиските луѓе дека почнуваш од нула и ти уште ако не успееш, мислам дека тоа е исто и стравот, верба немање доволно во себе. Самата околина има некои луѓе што немаат поддршка од најблиските. Такви некои фактори персонални, мислам, начин на размислување е главен фактор. Најчесто и јас мислам дека е недовербата во самите себе. Дефинитивно. Која е разликата помеѓу време за пари и пари за време? Па тоа е доста едноставно. Дали ти има една многу убава како се вика, не алатка, тука начин на менаџирање на времето.
Многу ми се допаѓа и многу го користам и секојдневно и сум убеден дека и многу други луѓе го користат. Ви како ти можеш да заработиш, сега бројки се нели, онака бројки стајани. 100 евра на еден саат, пример, за саат време ти ќе заработиш 100 евра, но ти за тој саат време треба да измиеш садови, пример. Ако ти на некој можеш да му дадеш пари, ти ги измие садовите 20 евра, значи бројки не ги занемарувај. Не, нема врска бројките, битно е поентата. Ти не си изгубил 100 евра во миење на садови, ти си платил 20 евра, 80 евра си заработил за тој саат време. Значи да можеш да делегираш, да даеш на некој друг да заврши некоја работа, за ти да го искористиш максимум тоа време. Исто класичен бизнис, сопственикот плаќа на некој за неговото време. Ти кога идеш на работа, работиш некаде, твоето време го менуваш за пари. Еве ти 8 сати од мојот живот, ти дај ми дневница од 1000 денари. Додека тоа од другата страна е дај ми ти тие што се сопственици на бизнис немаат лимит од 24 сата на ден. Као што викаат Бил Гейтс има 24 сати и ти имаш 24 сати. Да, ама Бил Гейтс од тие 24 сати купува по 8 сати на милијадници други луѓе. На тебе ги купи 8 сати, ја работам, друг работи, трет работи. Они така купуваат време и тоа време го насочуваат кон една цел кој им прави уште повеќе пари. Значи они гледаат да купат време, додека тој нели може да се користи своето време како сака. Јасно. Кај тебе го прочитав зошто единичарите стануваат богати. Да, тоа беше многу интересно, верувам некој што го нема видено тоа. Да, и од интересен карактер е, не дека мотија го се единичар за гарантирано ќе бидеш. Не, ама има многу големи, затоа и ми остана во сеќавање. Да, има такви, али мислам дека тоа што се случило е поради тие примери поради тоа што се персоналните карактеристики на единичарите, ги кажеме, од смисла што се повеќе опуштени комуникациони вештини имаат. Не се баш по правилата, нели, она надвор од кутијата размислувај. Мислам дека поради персоналните карактеристики што ги има некој човек, што не се ограничува толку, нели, како научија таа лекција и тоа за да го знаеш. Не дека е фиксно дека така мора да биде, ама мислам генерално ради тоа, комуникацијски вештини скршнуваат малце од нормалното. Мислам дека мора тоа да има, нели, во легална рамка да е се тоа за да. Да, ама има и го прочитав и ми остана во сеќавање. Има XX примери што ги познавам, што воопшто не ги интересирало школото, дали е снаодливост, дали е снаодливост, нели? Снаодливост е многу важна работа. И мислам дека тие единичари дека се снајдат за двојка, за нешто ке, онади тој што има петки може се плаши, а не добие четворка, па му се ствара низ годините страф од ризик, пошто тие се, нели, така растеш ти у школа, не смеш да сгрешиш, немој да утнеш или ќе ти ставам единица и тие закани и ти се плашиш од грешки како што иде времето. Тоа се мислам подсвесни, подлабоки теми кои не ги разбираме ние, ама вака површно мислам дека и тоа влие. Не дека сакаме да ги поттикнеме младите, нели, што се уште добиваат оцени од 1 до 5, дека треба единици за да бидете успешни. Не, напротив, ама да се случува, има многу примери, многу. Што да, персоналните карактеристики треба да се работи на нив. Од кого треба да учиме за парите? Тие што имаат пари. Добро, не ги знаеме сите, така? Тие што ги знаеш. И сега интернетот, пак ја спомнам, има и доста вистински личности, бидејќи има и многу лажни милионери што продаваат најразлични работи. Има и доста, најубаво да се најде некој локален ментор што има тука, што го знаеш дека успеал, знаеш дека е интелигентен, амбициозен, паметен. И гледаш што е можно повеќе да се дружи со него. Биди што е можно поблиску до сонцето, мислам имаат една изрека американците. Да, ако немаш гледан интернет, најди некој што навистина успеал, нешто што ќе сподели, секој грам информација што можеш да го најдеш, апсорбирај го. Учи од тие што успеале. Се многу сте блиски со размислувањата со гостин што имавме пред некоја емисија со Витанов, бидејќи он нешто многу слично ни кажа како да ги следиме тие што сакаме да бидеме како нив. Да, баш така. Тоа поубаво кажано, попросто објаснет. Не, јас го упростив, инаку и он убаво го образложи, ама поентата е таа, дека да, треба да ги следиме, ако јас, он конкретно ете го спомна да зад мене Леонардо Ди Каприо, ако сакаш ти да бидеш, следи го него, не да стасаш до него, над него да стасаш, што е многу подобро. Како би ги мотивирал младите да создадат подобри личности
од самите себе си, од моментот што се? Најубаво, мислам, може да се мотивира една личност да биде подобра личност, е да видиш што све доаѓа кога е подобра личност. Да можеш да му покажеш на некој како ќе ти биде животот ако ти станеш ваков човек. И мислам тоа највеќе може да мотивира некој од блиску да може да види каков ќе му биде животот кога ќе стане таква личност. Значи не зборам дали е за пари, дали е за вежбање, дали е за учење, дали е за било која сфера. Некој да има цел да стане подобар во нешто и да можеш ти да му покажеш каков тој би бил кога би станал на тоа ниво кога би дошол. Мислам дека тоа е најголема мотивација. Ако можеш да видиш, тоа што го зборевме за менторите, да видиш каков живот би живеел ти ако си на негово ниво, значи во било кој сектор збориме, мислам дека тоа е најголемата мотивација, од блиску да го видиш. Тоа е малку тешко да го види, ама можеш да го насочиш конкретно каде би стасал. Да, затоа мислам дека се и доста битни ментори во. Сакаш да им кажеш на луѓето што се уште размислуваат дали треба да навлезат во тоа ти што го работиш, криптовалути, мета свет. Не, генерално ја не работам со крипто, мислам тоа ми е нешто на страна што правам, инаку ние. Не, добро да ти го спомна дека си исто во тоа, дека си имаш вложено во тоа, дека читаш. Дали да влагаат, дали не, да не влагаат, како што кажа, без доволно пари што може да изгубат и без доволно информации. Без тоа не би препорачал на никој. Дали е криптосвет, метасвет, акции, дали е форекс, дали е или нешто друго, не. Доека самиот не каже дека барем окей, спремен сум да пробам нешто. Значи секој што сака да навлезе во нештото, треба прво добро се подготви, да прочита, да знаеш зошто и што би изгубил и што би добил. Да, барем да ги покриете некои основи на таа тематика, да знае усвари како функционира свет, особено парите кога си ги даш од свој џеп. Мислам дека е неопходно. Значи не последните пари. Никако. Тие тргнатите пари. За самиот крај сакаш нешто да порачаш на луѓето што не гледаат? Па не знам, би порачал да ги искористат како овој подкаст други контент креатори што е можно повеќе да обрнат внимание на вакви теми. Мислам дека што повеќе, пак ќе кажам, што повеќе информации собереш, подобро ќе биде за тебе. Така да гледај, бирај каде ќе читаш, што ќе читаш, кога ќе читаш. Најдобрата инвестиција е таа инвестиција што се правиш во тебе и никад нема да сгрешиш. И кога го читаш. Много битно. Сакам да ти заблагодарам за уште еднаш за твоето присуство. Се надевам дека твоите цели ќе ги оствариш и ќе растеш се повеќе, па по некоја година повторно да се видиме тука со нови информации, со нови успешни приказни твои. Фала. Ти благодарам уште еднаш. Фала и на тебе. На самиот крај од нашата 8 епизода, верувам дека уживавте во нашите разговори. Верувам дека ќе бидете со нас и во 9-та епизода, а јас за самиот крај да им се заблагодарам на нашите спонзори и помагатели без кои не би функционирале како што функционираме. Atlantis Invest Group, Decoras, Масинови и Дематели Home Center, Unistar Trade, The Gents Gift, Митмар Железара, Circle, самоуслужна автоперал на Димитриевски, KG Mobi и Penta Production. Ви благодариме и не заборавајте, лайк, subscribe. Ве сакаме.